Легендарниот музичар Горан Бреговиќ се најде во несекојдневна ситуација, иако ја продал својата вила во Загреб, сепак на негово име и понатаму пристигнуваат сметките за носење на отпадот. Познатото босанско семејство Слезак, кое ја купило вилата во 2019 година, ја урнело старата куќа и изградило 2 урбани вили. Меѓутоа, тие не ги известиле комуналните служби за промената на собственикот, што довело до таложење на долгови за носење на отпадот на име на претходниот собственик Горан Бреговиќ. Загребската чистоќа го товари Бреговиќ за долг од 30 евра плюс казнени камати и трошоци за постапката, вкупно 55 евра. Долгот се однесува на периодот од декември 2023 година до април 2024 година, а кој бил должен да го исплати за 8 дена, пренесува Хрватски Империјал. Според евиденцијата на ова хрватско јавно предпријатие, музичарот им должи за сметки од декември 2023 година и првите 4 месеци од 2024 година. Решението за извршување и присилна наплата на долгот е донесено на 3 декември 2024 година од нотарка. Лесно е да се заклучи дека овие пари не им ги должи самиот Бреговиќ, туку семејството Слежак, кое исто така го регистрирало овој имот, но очигледно е дека не ја исполниле законската уврска и промената на собственикот ја пријавиле во комуналните служби, поради што долговите се трупаат на фронтменот на Биело дугме. Извршниот директор на SpaceX и Tesla Илон Маск тврди дека и платил на писателката Ешли Сент Клер, која тврди дека е мајка на неговото дете, $2,5 милиони. Сепак тој вели дека се уште се сомнева дека е татко на момчето, пренесува Daily Mail. Не знам дали детето е мое или не, но не сум против тоа да се дознае. Не е потребен судски налог. И покрај тоа што не бев сигурен, на Ешли и дадов $2,5 милиони и испраќав $500,000 годишно. Напиша тој во коментар под видеото на кое се гледа како Сент Клер ја продава својата Тесла. Ешли брзо одговори на неговата изјава. Илон, те замоливме да го потврдиш татковството преку тест пред да се роди нашето дете, на кое ти му го даде името. Одби и не ми даваше пари. Ја испраќаше поддршката за твоето дете за кое сметаше дека е неопходна. Се додека не го повлечете најголемиот дел од неа за да ја одржиш контролата и да ме казнеш за непослушност. Но всушност ти само го казнуваш твојот син, рече таа и додаде. Иронично е што ги користиш медиумите кои буквално ги поседуваш за да дистрибуираш погрдни пораки за мене и нашето дете до целиот свет. Минатиот викенд Ешли беше фатена како го продава својот автомобил Тесла од $100,000. Додека ги предаваше своите клучеви на представникот на застапништвото на автомобили, Ешли рече: "Го продавам затоа што треба да надоместам за 60% намалување на алиментацијата што ја направи Илон." Папараците ја прашале зошто Илон би го направил тоа, на што писателката и инфлуенсерка одговори: "Тоа е одлично прашање за него." На почетокот на овој месец Сент Клер тврдеше дека Маск ја намалил издршката за деца откако таа го тужила за единствено старателство. Благоје Крстевски е роден на 3 април 1947 година во Скопје. Тој е легендарен македонски радио и телевизиски спикер и водител. Благоје Крстевски е познат спикер од македонската радиотелевизија, каде поминува 40 години. Тој најпрво се вработува како водител во македонското радио, каде потоа во 1966 година преминува во првиот дневник на македонската телевизија како спикер заедно со Бранка Станковска и емисија од различен жанр. Тој бил и водител на различни фестивали во Македонија, најпрво на Фолкфест во Ландово, Цветници, Камбера во Австралија и многу други.
По повод Светскиот ден на свесноста за аутизмот во Младинскиот центар Матично во општина Центар е поставена изложбата Моите херои на млада и талентирана авторка Јана Иванова, ученичка во 4-то оделение во Основното училиште Димитар Миладинов. Ова изложба не само што истакнува дарбата на Јана, туку представува и силна порака за важноста на инклузивниот пристап во општеството. Општина Центар активно се залага за создавање средина во која сите деца ќе имаат можност да го изразат својот талент и да добијат соодветна поддршка. Изложбата ја нагласува важноста на заедничките напори кои ги правиме сите заедно, семејствата, училиштата и општината. Ангажирањето на личните асистенти во образовниот процес е проект на кој сме особено горди, а тука се сензорните соби во основните училишта, пристапната инфраструктура која постојано ја доградуваме. Ги покануваме сите граѓани да ја посетат изложбата која ќе биде отворена до 30 април, секој работен ден од 10 до 16 часот и да дадат поддршка на оваа исклучителна млада уметница, истакна градоначалникот Герасимовски.